love is love. Симос Едукација трча 10 километри на водно е трката која што по втор пат оваа година ќе се одржи токму во недела на 26 март со почеток во 10 часот. Трка која што веќе прераснува во традиција, но за сите детали поврзани со трката, кој може да учествува, кој може да се пријави, ова утро ќе дознаеме од Марија Сековска, која што е дел од организацијскиот тим, односно е дел од Симос Едукација. Марија, неправо ќе ти посакам добро и убаво утро. Ти благодарам. Марија, зошто се одвива трката, односно ве втора година поред како што ја правите, нели вие како главни поддржувачи, која е целта на трката? Вака, Симос Едукација како најголем IT тренинг центар во Македонија и општествено одговорна компанија, значи реши оваа година да биде главен покровител на 10 километарската трка на водно во соработка со атлетскиот клуб Фортиус, кој што они ќе реализираат техничката организација на настанот. Примарната цел ни е затоа што сакаме да го промовираме здравиот начин на живот, спортот и рекреацијата, а како што напомена ти, значи најважно цени е овој настан да прерасне во една традиција, затоа што Симос Едукација е познато по тоа што споделуваме знаење, сакаме да споделиме и здрави животни навики и за таа цел, почнувајќи нели од лани 2022 година, почнавме со овој настан и нели сакаме да биде една нова традиција на Симос Едукација. Да, како ќе се одвива трката? Стартот на трката е средноводно, ќе се трча по патеката до манастирот Свети Пантелеймон и назад. И ново оваа година, значи воведовме штафетна трка, кој што може да учествуваат два учесника и да трчат по 5 километри и ќе се одвива на истата патека. Стартот на трката е во 10 часот на 26 март. До кога трае пријавувањето и кој се може да се пријави и да учествува во оваа трка? Па ние би сакале да ги поканиме сите спортисти, сите љубители на трчањето, сите рекреативци, сите млади и стари, а и најмногу од се да ги поканиме и нашите соработници, IT компаниите, да се пријават на оваа штафетна трка. Пријавувањето трае до 20 март, котизацијата е за индивидуален учесник 10 километри е 600 денари, а за штафетната трка е 800 денари. А така, зашто ја одбравте токму оваа патека? Често нели имаме постојано, поготово во овој пролетен период, нели ни доаѓаат трките низ главниот град, па и низ останатите градови низ републикава, но зашто го одбравте токму водно за да се одржува оваа трка? Вака, водно е едно од најубавите места во градот. Дефинитивно е место каде што пулсира во духот на младите. Тие редовно го посетуваат за трчање, за велосипедизам, за пешачење и така натаму. Едноставно е најживописното место во градов и не асоцира на зеленило, на свеж воздух. Ето тоа ни беше еден од мотивите. Друго што сакам да напоменам е дека досега баш на оваа трка, односно на оваа патека, никој досега нема направено маратон, па ета Симос Едукација заедно со атлетски клуб Фортиус одлучивме да биде токму оваа патека. Каде може да се пријават учесниците, сите оние кои што сакаат да бидат дел од трката на 26 март? Учесниците може да се пријават на веб страната smartrace.club, да остават основни податоци и нели потоа да дојдат по стартниот пакет каде што внатре има бројче за трчање и нели останати промотивни материјали од спонзорите на трката. Со оглед на тоа дека втора година поред се одржува оваа трка, колку сте задоволни и како помина лани оваа трка, колку учесници имаше, но и колку учесници има еве досега пријавено и колку учесници може да се пријават нели за да учествуваат на 26 март? Лани имавме околу 240 учесници, меѓутоа годинава навистина има многу поголем одзив. Очекуваме околу 400 учесници, особено затоа што имаме штафетна трка на самиот настан. Се надам дека ќе биде уште помасовно и дека ќе си поминеме супер. И за крај да ги поканиме нели сите оние кои што сакаат да бидат дел од трката, потребно ли е да имаат некое големо маратонско искуство или?
Со оглед на тоа што имаме и победници во категорија над 60 години, исто така и ова е нешто ново оваа година, затоа и напоменав, не мора да си има маратонско искуство, значи сите млади, стари, оние што едноставно сакаат да се рекреират, да пешачат, може едноставно да се пријават за забава и да си поминат убаво во недела на водно. Ти благодарам, Марија. Сепак еве ќе ги поканиме уште еднаш сите љубители на спортот, љубители на трчањето, љубителите на планината, особено на водно, да бидат дел од ова и тоа како необична трка која што се одржува на 26 март со почеток во 10 часот на Средно водно. Love is love. Love is love.